Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Следуваат настаните на денот. Еден ден по завршувањето на предвремените парламентарни избори, се уште се прават пресметките и анализите за бројот на пратенички места што ќе ги добијат коалициите. Според резултатите што ги објави Државната изборна комисија, во изборната единица број 3 во предност е коалицијата за подобра Македонија на ВМРО-ДПМНЕ со над 20.000 гласови повеќе од коалицијата за живот во Македонија на СДСМ. 20.000 гласови повеќе во изборната единица број 3 освои коалицијата што ја предводи ВМРО-ДПМНЕ во споредба со коалицијата на СДСМ. Податоците што по пребројувањето на гласовите ги објави Државната изборна комисија покажуваат дека 102.832 гласачи довербата ја даде на коалицијата за подобра Македонија, додека за опозицијската за живот во Македонија гласале 81.209 гласачи. Со тоа, ВМРО и коалиционите партнери во оваа изборна единица ќе имаат 11, а СДСМ 9 пратеници. Останатите гласови ги добија другите коалиции и партии, од кои позначаен број има коалицијата ВМРО за Македонија, 6700, што сепак не беше доволно за пратеничко место. Излезноста на гласачите во тројката била голема и се движи над 72,7%. Во однос на гласањето по општини, во Кочанскиот регион нема големи отстапувања од резултатите на ниво на целата изборна единица. Во Кочани, исто така, поголем број гласови, 10.792, освои коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, додека опозицијската коалиција на СДСМ има 9.731 глас. Тоа значи дека разликата меѓу нив е нешто повеќе од 1000 гласа, точно толку колку што заедно освоија останатите две помали коалиции и Левица и Либералната партија. Во текот на изборниот ден гласаа и кандидатите за пратеници од Кочани, предложени од двете коалиции, при што ги пренесоа своите очекувања и впечатоци од текот на изборите. Очекувањата се позитивни, имајќи во предвид она што се случуваше вчера во гласањето во диаспората и фактот дека досега загарантираните 3 пратенички места за ВМРО-ДПМНЕ повеќе ги немаат во игра, сметам дека тоа ќе се рефлектира и во Република Македонија, односно гласачите кои што живеат во нашата држава. Денес е изборен ден, празник и на граѓаните и на демократијата. Очекувам еден убав, мирен избирачки ден, очекувам да бидат изборите фер и демократски. Инаку, според пресметките, и Костов и Иванов ќе седнат во пратеничките клупи во наредниот парламентарен состав. Граѓаните пак со своји размислувања во врска со изборните резултати и очекувањето од нив. Изборите беа регуларни, ја мислам, нема ништо проблеми. Се беше уред, посебно у нашата единица дека сам ја гласал. Со оваа влада, формирањето изгледа нема доволно, ке мора, како се тоа, коалиција со некоја партија. Изгледа тешка работа ќе биде. Надежта е секогаш присутна и надаме се дека на поело ќе биде. Вработување обеќат и у кампањата дека ќе има, а колку ќе се оствари, ќе видиме. Ако се оствари 50%, пак ќе биде добро. Оти малку верувам во сето тоа што се обеќаше. Очекуваме дека нешто може да ќе се подобри. Нормален живот за сите. Инаку во општина Чешиново Облешево со над 77% имаше најголема излезност во изборната единица број 3. Таму коалицијата за подобра Македонија со освоени 2431 глас е во предност од 900 гласа во однос на коалицијата на СДСМ. Во Зрновци пак разликата е нешто помала, односно на ВМРО-ДПМНЕ довербата му ја дале 1034 гласачи, а на СДСМ 477. ВМРО-ДПМНЕ со убедливо водство пред СДСМ со разлика од околу 2000 гласа е резултатот од предвремените парламентарни избори во општина Виница. Поголем процент на излезност, но и поголем број на неважички ливчиња е сумираната статистика од Општинската изборна комисија.
62,9% е излезноста на виничани на вчерашните предвремени парламентарни избори или во бројки од запишани 17.082 лица со право на глас, 10.737 го оствариле своето гласачко право, изјаснувајќи се по свое лично убедување. Синоќа до доцните вечерни часови Општинската изборна комисија од Виница, сумирајќи ги резултатите, излезе со следниве бројки. Конечни резултати се од 33 избирачки места. Од вкупно 17.082 гласачи кои има право на глас, имаме по партии ВМРО, ДПМН и коалицијата освои 5.847. ДПА 28 гласа, ДУИ 13 гласа, СДСМ со коалицијата 3.913, Коалиција за правда и промени 96, Либерална партија 25 гласа, 9 Коалиција ВМРО за Македонија 268, Левица 48 гласа. Вкупно важечки гласови 10.238, од кои неважечки 499, неупотребни ливчиња има 6.345 и употребни ливчиња 10.737. А денеска изборите беа мирни, фер, демократски, достоинствени. Сумирањето на резултатите го следеа представници од политичките партии, домашни наблюдувачи, како и представници од ОПСЕ и ОДИХР. И генерална оценка на крајот од изборниот процес за Виница е дека изборите поминаа во мирна, фер и демократска атмосфера. Во општина Зрновци започна асфалтирањето на крак од улиците Скопска и Генерал Апостолски. Улицата е содолжина од 400 метри и широчина од 3,5 метри. Деновиве се очекува и започнување со изградба на речното корито на реката Зрновка втора фаза. Според програмата за асфалтирање и изградба на улици во општина Зрновци, започна асфалтирањето на крак од улиците Скопска и Генерал Апостолски. Улицата е во должина од 400 метри и широчина од 3,5 метри, за што се издвоени 2,5 милиони денари, средства обезбедени од фондовите на Европската заедница преку програмата за рурален развој, имплементиран преку МСИП, Канцеларијата на Министерството за финансии. Со оцениме дека на овој дел од селото, на граѓаните ќе им обезбедиме подобар пристап, а подобра и ефикасна нова сообраќајница, со оглед на тоа што веќе густината на сообраќајот навистина и во Зрновци може да се каже дека е на завидно ниво. Со оваа сообраќајница цениме дека ќе го растеретиме сообраќајот во нашата општина. Во моментов во општина Зрновци се работи и на други проекти, како што е изградбата на мостот на река Брегалница, изградба на детска градинка, а деновиве се очекува започнување со изградба на речното корито на реката Зрновка втора фаза. Во текот на наредната година очекуваме да започнеме и со промена на секундарната водоводна мрежа во Зрновци, со оглед на тоа што се работи и за застарена водоводна мрежа, меѓу исто така значи овој пат според техничка документација во проектот е предвидено водоводната мрежа да биде изградена со 3 зони, да имаме горна, средна и долна зона, со тоа да обезбедиме непречен притисок кај сите домаќинства и со тоа ќе ги избегнеме сите оние досега дефицити што се случува на секундарната водоводна мрежа. Следната година ќе биде завршен и патот Теранци-Кучечино. Станува збор за делница од регионалниот пат Виница-Зрновци-Чешиново-Блешево-Штип, со што би се добило една нова сообраќајна алтернатива и развој на локалната економија. По изработката на идејниот проект за изградба на парк кај селото Рајчани, посветен на македонскиот револуционер Никола Карев, продолжуваат активностите за негова практична реализација. Советот на општина Кочани треба да донесе одлука со која ќе се вклучи во проектот за изградба на споменобележјето. Локалната самоуправа на Кочани сака да се вклучи во изградбата на споменобележје во местноста Свиланово кај Рајчани, а кое треба да биде посветено на председателот на Крушевската република Никола Карев. Пред Советот на општината наскоро ќе се најде на разгледување предлог одлуката со која треба да се даде поддршка на изготвениот идеен проект и да се започне со негова практична реализација.
Според проектот, во кој партнери се општините Чешиново, Облешево, Кочани и Пробиштип, планирано е да се изгради историски парк, што ќе го носи називот Никола Карев. Овој проект уште пред 2,5 години беше најавен од страна на градоначалниците на трите соседни општини при одбележувањето на 110 годишнината од загинувањето на Карев. Со понатомошна соработка заедно со двете општини планираме да го направиме ова место како излетничко место со кое што ќе има летниковци, убав споменик и би сакал на некој начин да биде едно место културно наследство на целата општина што не е во регионот, поточно и двете општини што ги имаме заеднички, да се собират народот, да се запознават со историјата што имаме тука. Според идејниот проект, на местото на постоечкиот споменик треба да изникне нов, современо осмислен парк, што ќе представува туристичка атракција, а воедно и пријатно место за рекреација. Се работи за поголем комплекс, што би зафаќал околу 1500 метри квадратни, а на кој покрај спомен обележјето предвиден е простор за одмор на посетителите со електрично осветлување од соларна енергија, комплетно хортикултурно редување, како и мал паркинг простор. За сега нема информации колку би чинела и како ќе се обезбедат потребните пари за конкретната реализација на идејниот проект за историскиот парк кај Свиланово. Членовите на Советот на општина Кочани за предлог одлуката за подршка на спомен обележјето ќе расправаат на седницата закажана за петок, кога се очекуваат и подетални информации за финансиската конструкција и роковите за изградба. Кампањата со символичен назив "Мрдни со прст" беше представена и во Кочани. Преку интерактивни табли поставени во трговскиот центар, на граѓаните им беше дадена можност да го кажат својот став за потребата од општествени промени во државата. Поголема иницијатива кај граѓаните за да влијаат врз општествените промени е главната идеја околу која се темели кампањата "Мрдни со прст", што се спроведува во повеќе градови во Македонија. Кочани беше дел од нејзината маршрута и со поставените интерактивни табли во трговскиот центар, граѓаните се анимираа да се вклучат со своји ставови за одредени навидум, обични и секојдневни прашања и проблеми, за кои даваа позитивно или негативно мислење. Целта на кампањата, чиј носител е Националниот младински совет, е да се подигне јавната свест за различните можности за општествени промени, кои се во доменот на секој поединец. Кампањата "Мрдни со прст" на асоцијативен и едноставен начин покажува колку всушност е лесно и едноставно да се мрдне со прст и да се даде личен придонес. Носечката порака и идеја на кампањата е оживеана со интересен визуелен идентитет, како и со целосна реализација преку различни канали, телевизиски реклами, многобројни герила активности и дигитална платформа, преку која граѓаните можат да пријавуваат или да се вклучат во одредени граѓански иницијативи. Во секој од градовите, каде што се презентира кампањата, има различни активности, што се карактеристични за проблемите што ги засегаат граѓаните, како што е загадувањето на воздухот, корупцијата, подобрувањето на состојбата во културата, спортот и слично. Исто така, преку веб платформа, што го носи називот на кампањата, корисниците на интернет можат да ги пријават проблемите во нивните заедници, како и да предложат можни решенија, но и да се придружат на веќе постоечките акции. 17.000 денари се собраа од хуманитарната забава за помош на Методи Митев од Кочани, што се организираше во саботата во ресторанот Престиж. Митев им се заблагодари на сите хумани граѓани кои присуствуваа и му помогнаа да собере пари за потребната операција во Кина. 17.000 денари за помош на Методи Митев се собраа од хуманитарната забава што во ресторанот Престиж се организираше во саботата. Организаторите им се заблагодарија на хуманите граѓани за донациите и ги повикаа и останатите ресторани, ако се во можност да помогнат на Митев, да може да ги собере потребните пари за операцијата. Оваа прилика би ја искористил и како апел или поттик за другите ресторани во Кочани, бидејќи ресторан Пролет учествуваше во и организираше забава за купување, донација за купување на инвалидската количка на Методи. Ете, ресторант Престиж се јави како, ајде да кажам, спонзор за да се собере некој денар повеќе, па би сакал да упатам апел и да кажам до сите други ресторани во Кочани или угостителски објекти, како и да е,
да дали на овој начин или на некој друг сличен начин да се вклучат во оваа, би рекол, масовна организација за да методи што побрзо ги собере финансиите и да замине на операција. Митев боледува од хередитарна параплегија која му ги блокира нозете и му оневозможува да се движи. Лекарите од Кина му ја даваат последната надеж да застане на нозе со операција за која му се потребни 28.000 евра. Затоа му е потребна поголема финансиска поддршка од хуманите граѓани. Следуваат информациите од спортот. Кошаркарите на Пиколо со 4 коша разлика ја совладаа екипата на Академија Баскет од Струмица. Се подготвуваат за надпреварот со кошаркарскиот клуб Спорт Тим од Неготино. Кошаркарите на Пиколо на гостински терен ја совладаа екипата на Академија Баскет од Струмица со резултатот 100:96. Станува збор за интересна игра кога за време на регуларното време резултатот беше нерешен, па по првото продолжување на играта од 5 минути повторно да биде нерешен резултат, зашто следуваше уште едно продолжување, па да се добие конечниот резултат од 4 коша разлика во предност на кочанските кошаркари. Изјави Мијалчо Апостолов, тренер на кошаркарскиот клуб Пиколо од Кочани. Инаку, кошаркарскиот клуб Пиколо од Кочани е составен од играчи родени 99-та, 2000-та и 2001 година. Тренерите Мијалчо Апостолов и Борчо Апостолов се задоволни од кошаркарите и постигнатите резултати. Кошаркарите на Пиколо и покрај двата порази моментално се наоѓаат на третото место од М18 кошаркарската лига. Се подготвуваат за следниот надпревар со кошаркарскиот клуб Спорт Тим од Неготино, што ќе се одигра на домашен терен. И уште една информација од спортот. Викендов се одигра редовните кола во втората футсал лига и во третата кошаркарска лига за мажи. Екипите на Унипап и Баскет Дино гостуваа, при што фудбалерите загубија од Кратово, а кошаркарите се поразени од Овчеполе во Свети Николе. Во првенството на втората футсал лига викендов се одигра редовното седмо коло. Фудбалерите на Унипап гостуваа во Кратово, каде имаа тежок меч против истоимената екипа и загубија со 9:3. Добрата игра на кратовчани во изминатите кола се потврди и овој пат, па тие не му дозволија на нашиот тим да направи некакво изненадување. Гостите од Кочани покажаа несигурност и ранливост, иако се очекуваше поголема сериозност и одговорност во играта. Со оваа победа, Кратово се зацврсти на второто место на табелата и заостанува само 1 бод зад првопласираната Црна Река. Унипап пак веќе започна серија порази, откако во претходното коло доживеа неочекуван пораз на домашен терен од предпоследното Овчеполе. Според сегашниот распоред на табелата, нашите фудбалери се во долната зона и со досега освоените 8 бода од 6-тото се симнаа на 7-то место. Во следното коло тие како домакини ќе се сретнат со третопласираниот Мал Ајакс од Штип. Викендов се одигра и 6-тото коло во првенството на третата кошаркарска лига во машка конкуренција. Екипата на Баскет Дино гостуваше во Свети Николе против кошаркарите на Овчеполе и доживеа пораз од 62:56. Како и што се очекуваше, за нашите момчиња надпреварот до самиот крај имал неизвестна завршница, со оглед што разликата постојана била само неколку коша. Сепак, Свети Николчани во есенскиот дел од првенството играат добро и со победата против нашиот тим се искачија на првото место на табелата, но имаат и надпревар повеќе од второпласираната Balfour Life. Баскет Дино пак со 6 бода и најлоша кош разлика во однос на противниците се наоѓа на предпоследното место зад екипите на МЗТ и Марфил Спорт. Во следното седмо коло, кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров ќе бидат домакини на Борец Евробрик, екипа која им е конкурент за подобар пласман.
Почитувани со временската прогноза ги завршуваме вестите. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.